Како што објавија медиумите, следните 5 дена во нашата држава се очекуваат многу високи температури и тоа од периодот од 29.7. до 1.7. По тоа што на територијата на нашата земја се навлегува во портокалова фаза. Тоа е штетно, нели, за повеќе групи и за сите нас, и затоа се препорачуваат и се донесени одредени мерки кои треба сите ние да ги почитуваме. Пред се тие мерки се однесуваат за најранливите групи. Тоа се бремените жени и лица над 60 години, кои не треба да одат на работа. Исто така во установите каде што се згрижени децата, како што се градинките кои сега единствено работат, да не се практикува физичка активност и да не се изнесуваат децата надвор во периодот од 11 до 17 часот, кога уствари температурите се највисоки. Треба единиците за локална самоуправа, како што е нагласено во мерките, Црвениот крст и центрите за социјални работи да се достапни секогаш на терен, да се помага на лицата кои се осамени, кои не се згрижени, кои немаат никаква помош и исто така и на бездомниците. Треба да се нагласи исто така дека работодавците треба да ги почитуваат сите овие мерки во однос на заштита на своите вработени од високите температури. Што значи дека во периодот од 11 до 17 часот не треба да бидат изложени работниците од профилот кои излегуваат надвор или работат на отворено, да во тој период да не излегуваат надвор. Мерките треба да ги почитуваме сите, да се избегнува на отворено во периодот кој што го спомнавме. Време трајањето на мерките е предвидено да биде 4 дена, а со можност да се големи по потреба. Градинките исто така е препорачено да го регулираат своето работно време од 7 часот наутро до 15 часот, кога можат да се напуштат просториите и родителите да ги земаат своите деца. Сите правни субјекти кои вршат дејност на отворено, да ги сопрат сите дејности во периодот меѓу 11 и 17 часот. Да се остане повеќе за сите граѓани се препорачува повеќе да се остане во затворени, климатизирани простории и ако веќе е потребно и неопходно да се излезе надвор, да се прават почести одмори во сенка. Треба да се обрати внимание и на облеката која се носи, треба да се носи посветла облека, обавезно да се стават очила, капа за заштита на главата, се внесува помалку масна храна и иначе помалку храна, а да се обрне внимание храната да се состои од повеќе зеленчуци и повеќе овошје. Исто така течностите треба да бидат внесувани во поголеми количини отколку во нормална ситуација. Пред да се влезе во возило, важно е да се остави возилото еден период отворено, за да се проветри просторот внатре, за да може да се влезе безбедно во самото возило. И за хронично болните, исто така препораката е да редовно да ја земат својата терапија и да се консултираат со своите матични лекари доколку има потреба за тоа.